Стратегијата повторно, не знам кој пат веќе од кога донесена, мислам дека како документ е прилично сериозен документ кој предвидува низа на ризици, низа на мерки како Скопје да стане поотпорен град, но мислам дека за жал и тој документ се соочува со истата судбина како и многу документи донесени кај нас, дека тоа е само се букви на хартија, бидејќи недостасува сериозна примена и сериозно стратешко организирање на сите институции кои што се надлежни да ги спроведуваат тие мерки. Има многу таму работи предвидено, некои се најверојатно и почнати, меѓутоа во секојдневното живење ние не можеме баш тоа да го согледаме до кој степен, а отчетноста во врска со тоа што е преземено практично не постои денеска. Имаше доста анализи со кои се продлабочени таа стратегија во одделни сегменти, еве ги спомнавме Топлотните острови, градот обележа повеќе површини особено во центарот, кои што се идентификувани како Топлотни острови, и значи се јасно проблем кој треба да се решава, но на терен и во реалноста гледате дека политиките па и од градот и од страна на општините кои што се надлежат сосема во спротивна насока. Значи, откако е донесен тој документ, јас немам чувство дека и општините и самата градска управа го земаат сериозно како некоја заедничка стратегија каде треба да ги усогласат активностите и да се работи. Еве, додека имаме Топлотни острови, урбанизацијата и онаа политика секој слободно парче од градот да се намени за изградба на згради и да се донесат нови автомобили и улици и паркинзи, тоа само се зголемува. Стратегијата го бара сосема спротивното. Во некои сегменти можеби има некој побавен, да речеме, некаков можеби напредок, например околу политиката за водите, тоа што успеав да го видам дека Скопје се соочува со значајни загуби во сопствените системи на вода, но и во претходниот мандат се вршеа некои нови испитувања на целата мрежа, па сега и во овој мандат на новата градоначалничка повторно се прават нови испитувања на тие главни водоводи и така натаму. Иако и според стратегијата е многу амбициозна, една цел се има зададено 2,7% се намалат загубите во година, секоја година, споредено со други градови како го решавале тој проблем развиен од Европа, например Прага и Виена, тие ги намалиле овие загуби на под 10%, што е цел на секој град да ги смали до под 10%, тоа е некоја прифатлива загуба, а кај нас се предвидува 2,7%, а овие градови тоа го правеле со по 1% годишно. Значи мислам дека тоа е пореалниот момент и еве можеби во тој поглед има некакво движење, но тоа бавно и слабо се развива. Затоа што интересите кои го бараат спротивното, финансиските интереси пред се на поединци и на групи кои сакаат да профитираат со работи кои што одат сосема спротивно на ова што се бара во стратегијата, како например изградбата во Скопје, тоа е огромен бизнис во кој ќе се вртат огромни пари, сите тие интереси практично го поништуваат овој јавен интерес, затоа што па и институциите кои треба да ги спроведуваат овие стратегии не го сватиле толку сериозно очигледно, а побитно им се изгледа да ги заштитат интересите на овие другиве. Ја мислам дека граѓаните наши се уште не перцепираат дека промените влијаат на нив, но во суштина промените веќе земаат замав, нели сега сме 2023 година, па можеби веќе 2 децении откако се донесени оние први национални планови за климатските промени и мислам дека ни се одразуваат во секојдневниот живот од повеќе аспекти. Промените во климатските услови можеби директно може да се чувствуваат во она дека сега многу повеќе внимаваме на временската прогноза.
секоја најава за невреме, луѓето мислам дека прилично сериозно почнаа да сваќаат во последно време, за разлика од порано, затоа што и невремињата во согласно со она што и се предвидуваше во оние климатски сценарија, стануваат се пожестоки и баш бараат внимание од луѓето и начини како да се засолнат, се заштити имото, да се заштити јавните ресурси и така натаму. Друго, она што е видливо барем во секојдневниот живот е дека во летата се помалку излегуваме надвор во топлите периоди од денот, делумно и поради она што се прогнозираше дека температурите и начинот на кој се развива во наводници нашиот град ќе создадат топлотни острови. Тие ги имаме се повеќе и стануваат се пожешки топлотни острови, на централното место во нашиот град, во општина Центар, на најголемата сообраќајница кај што е до паркот на новинарите, се измерени, мислам, над 60 степени Целзиусови температура на асфалтот. И тоа јасно ги ограничува луѓето во движењето во тие периоди, ја зголемува потрошувачката на енергија за ладење, пристапот до вода исто така станува во летните месеци се потежок во повисоките предели на нашиот град, во кој населба да отидете околу Скопје во летните месеци ќе видите дека се соочуваат со рестрикции на вода. Па дури и се штеди на наводнување на јавните површини, што мислам дека лошо се одразува на јавното зеленило во градот, кое што пак е врзан синџир, тоа е едно од клучните елементи за ублажување на климатските промени. Граѓаните исто така има голем удел во овие работи, имаат и поединците и начинот на кој поединечно живееме. Треба доста предуслови за тие да добијат полн ефект. Значи, секој поединец може сериозно да влие преку начинот на кој се однесува во животот, ресурсите кои користи, отпадот што го произведува, дали ќе користи јавен превоз, дали ќе оди пеш, со тоа да го избегне загадувањето, на кој начин ќе се загрева, ако е во финансиска можност да користи некој начин на кој што нема толкова влијание врз животната средина, например, ако има печка да набави стара печка, ако има стара печка да набави понова печка која поефикасно ги гори дрвата, например, или ако е во можност да вгради топлотна пумпа. Меѓутоа и низ поединечниот живот да се избегнува, например, користење и купување на производи кои што за себе оставаат отпад кој што загадува животна средина, како например пластична амбалажа, се користат торби за пазарење, да се користи поштедливо енергија, да се купуваат локални намирници, зеленчуки и овоште кои што доаѓаат од блиску до нас, со тоа не се трошат горива, повторно се избегнуваат некакви емисии во животна средина. Значи, поединечно има доста, меѓутоа тука и тоа сето може да се засили ако градот и општините им излезат во пресрет, например се направат општински компостари, се подобри системот на селекција на отпад кој што во овој момент можеме да го опишеме дека е онако прилично примарен, таков рудиментиран. Ние селектираме само 3 вида на работи од нашиот домашен отпад, а во западните земји имате по 10 контейнери за различни видови на материјали. Тоа дури ако земе предвид дека и овие контейнери кои што постојат во моментот за селекција на отпад ги има само во ограничени подрачја на нашиот град, дури не се ни на секаде проширени. Значи не може да кажеме дека дури ни примарна селекција не правиме на отпадот. Со тоа им го отежнуваме и можноста на граѓаните да преземат самите некои поефективни мерки во своето секојдневно живење.